Young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. My mic is loud and my production is tight. We run shit. I ain't playing. Питото јубилејно издание на Филозофскиот филмски фестивал оваа година започна на 1 април, а траеше до 4. Првиот фестивалски ден започна со работилницата на студенти насловена Времето како филозофска димензија на филмот. Работилницата беше подготвена од Стефан Палетаков и Татјана Петковска, а се одржа во библиотеката на Институтот на филозофија со почеток во 12 часот. Свеченото отварање на Филозофскиот филмски фестивал беше на 2 април во кинотеката на Македонија со почеток од 19 часот. На првата официјална филмска вечер имавме можност да го погледнеме филмот Мирно лето, првата македонска филмска комедија и прв игран филм реализиран од македонски режисер Димитрија Османли. Последниот филмски ден од фестивалот беше резервиран за 2 посебни настани. Попладнато во 17 часот се одржа мастер час со Југор Иванов Изи во просториите на кинотека на Македонија, а вечерта се проектираше филмот Рашомон на јапонскиот режисер Акиро Куросава, со кој беше затворен фестивалот. Па одлично помина, морам да кажам, значи еден малку поинаков концепт на работилница кој што е соодветен повеќе за филмската област. Значи тоа беше едно поинтерактивно предавање пред се од аспектите на времето во филмот како филозофски концепт, како функционира. Исходот останува во наредниот период да го видиме, бидејќи целта беше да се разбуди интерес кај присутните кои што беа околу 20 на број. За да напишат еден краток есеј кој што ќе одговори на некој од прашања или ќе постави некој од прашањата во врска со времето и филмот, а најдобрите од нив секако ќе бидат објавени во Филозофска трибина следниот број, списанието кое што го издава Филозофското друштво. Па почетоците беа скромни и ентузијастички, значи се случуваше во библиотеката на Филозофскиот факултет, нашата матична дома таму. Се одвиваше како студентска иницијатива, потреба чисто да се погледне некој филм, да се размислува филозофски кон филмот. И низ годините, како што кажавте, веќе 5-то издание, излегуваме од факултетот, почнуваме тука во кинотека, сега за сега се одвива дури повеќе од добро, одлично можам да кажам, и понатаму се надеваме дека ќе привлечеме уште поголема публика. Сега еве на отварањето салата е полна, така што успешно се одвива целиот настан. Значи прво околу самиот настан. Значи ова е, да кажеме, не сум точно запознат со годините, но ми се чини можеби 5-та година како се одржува овој философски филмски фестивал. Прво се одржуваше на катедрата по философија и за него беа заслужени дел од моите колешки, Јасмина Наумовска, Ана Дишлиовска. Така што ова е прва година на вакво официјално ниво во соработка со кинотеката на Македонија и во основата представува некаков си обид за да се мапира некаков си топос, некаков си место во кое што ќе може таа иманентна внатрешна философска субстанцијалност на филмот да може да се артикулира во некаков си поим. Значи, тој спој или таа средба на филмот и философијата би требало да се случи на овој тип на фестивали. Се надеваме дека ќе има се повеќе и повеќе интерес во однос на овој спој на философијата и филмот. Моето излагање денеска ќе биде во однос на филмот што ќе се прожектира, имено Антихрист од Ларс фон Триер. Јас повеќе ќе се осврнам на неговиот, да кажеме, општ контекст, како јас го толкувам, да кажеме, опусот на Ларс фон Триер, конкретно со постојана референца на филмот Антихрист, така што ќе ги барам тие философски наслаги во позадината на сите негови ликови и целата таа наративност на неговите филмови. Young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. My mic is loud and my production is tight. We run shit. I ain't playing. Овој 1 април, куќната слава на Џака беше во Скопското кафеле Баду. Маскиран во класичен македонски ѓавол, мистер Џака ги забавуваше гостите со доза на хип-хоп и по некоја чаша или флаша алкохол. Маскирани фаци беа ни целиот локал.
пееа, денса и се џуркаа, уживајќи во квалитетна музика што ни ја возмеле господинот Џукич. Бидете шо маски имаше. Каков народ таму се забавуваше и кајте се ако не сте биле дел од ова првоаприлска куќна слава. Писа од момце. Џака, дали може да кажеш кои се твоите импресии од твојот првоаприлски настан кој го одржуваше во твоето омилена кафуле Баду? Ние дојавме со воз. Освен со воз, со што друго дојдовте? Значи да се разбереме, Баду бар е срањето, имавме и 20 црнци у куќа. 1 април е многу добар ден да се биде, не можам да кажам свој, пошто многу луѓе се маскираат како хомосексуалци и како жени. Меѓутоа убаво е да излезе првонака дивата страна да излезе од вас, ме разбирате, братчиња. Убав ден е 1 април, еднашка го имам славено 4 дена. Мене куќна слава ми е, да сте ми живи и здрави. Зошто баш 1 април го одбра за твојата куќна слава? Па прибидејќи еднашка на 1 април заглавив до 4. И снимевме 2 песни во студиото на Токсикологија, РИП, моите пријатели. И после 3 дена ме најдоа на некои чудни локации во дискотеки и градови и локали. Какви се твоите импресии од твојот вечерашен настап во кафето Баду? Па си пуштам рапче. Луѓето доаѓа да чујат најдобрата музика у градот, брат. Ништо се заебаваме, си пјуцкаме. Проблемот е што Скопје стана полусив, полумртов град и ова е еден од кафичите што функционира до 12:01 и после тоа ништо нема што да се прави. Така да си поминавме добро, супер и се гледаме следниот 1 април или некој друг државен празник. Супер си поминавме вечерва, дај Боже секој ден да е 1 април, денот на шегата кога сите се чувствуваат слободно и смеат да се смеат на туѓа сметка без да плата за тоа. Гледајте блабли, не видите пички. Young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. Won't make us loud